Добро вечер, гледате Топ тема. Државната компанија ЕСМ почнува со мерки на штедење. Дел од вработените одат на принуден одмор, се кратат пари за спонзорства, репрезентации, службени патувања. Како се менаџира енергетската криза во ситуација кога на виделина исплива тоа што со децении наназад отсуствуваат сериозни инвестиции во енергетскиот сектор и енергетска стратегија испишана само на хартија. Вечерва на овие теми во Топ тема разговарам со Виктор Андонов, советник за енергетика на премиерот во оставка. Добро вечер. Добро вечер. И Стивче Антовски од ВМРО ДПМН. Добро вечер и за вас. Пред да почнеме со дебатата, актуелна е и денеска главна вест е енергетиката. Јас ќе побарам реклами, па потоа се враќаме назад во студиото. Назад сме во Топ тема, Андонов и Антовски, гости во вечерашната емисија посветена на секторот енергетика. Андонов, ќе почнам со вас. ЕСМ денеска најави дека почнува со мерки на штедење. Деталите не се објавени, велат доправа ќе се прецизираат, но сепак еве како човек кој доаѓа од владата, иако со тоа што сте советник на премиерот кој е во оставка, сепак верувам дека имате информации како ќе се одвиваат овие проценки и дали се знае колку луѓе ќе бидат пратени на принуден одмор и колка ви заштеди се очекуваат. На почеток благодарам за поканата, поздрав до гледачите на телевизија Телма и до соговорникот. Како што најавивте, денес имаше официјално соопштение од страна на АД Електрајна Северна Македонија во врска со превземањето на конкретни чекори за штедење со цел полесно надминување на енергетската криза. Ако се сеќавате, ние и во текот на пред прогласувањето на кризата, сите функционери од владата, директорите на државните предпријатија апелираа до јавноста дека треба да штедиме, бидејќи не очекува тешка зима. Истото тоа беше најавено од претседателот на регулаторна комисија, го видовме како примени низ бројни приватни фирми кои веќе почна да штедат со цел намалување на трошоците за електрична енергија. Еве денес слушнавме дека со таква мерка започнува и државната компанија. Мислам дека е фер да почнеме први од себе, бидејќи тоа го промовираме и го упатуваме кон граѓаните и кон фирмите. Фер е да почнеме од себе и како што беше објавено од државните електрани, даден е налог на сите директори на подружниците во електростопанство да направат анализа на процесите и кои луѓе им се потребни за тие процеси продолжат со нормално функционирање. Иако не е нормално, туку е во услови на криза. Добро, имате ли некоја проценка колку пари треба да се заштедат и што сакате да постигнете? Веројатно има некоја поидовна точка. Откако ќе се соберат податоците од сите подружници, ќе се направи анализа и на останатите вработени во Електрајна Северна Македонија, овде се мисли на дирекција, значи никој нема да биде поштеден што не учествува во процесот на производство, ќе се направи, мислам дека ќе се донесат фер решенија. По добивањето на податоците, управниот одбор ќе има задача да направи ваква анализа и мислам дека ќе биде, како што денес беше транспарентно. Од кога би оделена принуден одмор? Па мислам дека подружниците имаат задача до денес да ја достават оваа информација, но како што можевме да прочитаме од соопштението, не се работи само и за ова, туку се работи за комплетно кратење на непродуктивните трошоци. И се што не е во функција на производство на електрична енергија. Добро, прашањето ми за принуден одмор конкретно. Се знае ли од кога би биле испратени работниците на принуден одмор? Мислам дека прво треба да се направат анализите. До нова година нема шанси, бидејќи нова година за една недела, веројатно некаде во јануари. Дали тоа ќе опфати и други енергетски компании, тука е МЕПСО или останува само на ЕЛЕМ? Да видиме како ќе изгледат анализите во ЕСМ, а се разбира дека секој директор или управителите во овие државни компании треба да почнат да размислуваат на истиот начин. Сметате дека ова е доказ за неуспешните политики кои се водеа во енергетските компании? Не го гледам тоа како некаков доказ, туку дека треба да почнеме да правиме чекори за да ја успешно поминеме престојната зима. Што очекувате еве со оваа мерка која што ја најави ЕСМ дека ќе почне со овие мерки на штедење да се постигне? Очекуваме тоа што го започнале да го реализираат. Имаме вишок на кадри кои што се моментално непотребни за обавување на
моменталната состојба функционална во која што се наоѓа постројката. И рек Битола и ТЕЦ Осломи, како што спомнавте. Не се знае нели колку луѓе ќе одат на принуден одмор, меѓутоа треба да го земеме и фактот дека имаме неискористување на потенцијалите во рудниците. Имаме голем број вработени во рудниците и станува збор во рек Битола за 1000 вработени и според замислениот план за увоз на јаглен од соседно Косово во наредните 5 години, значи ние ќе имаме вишок на вработени во рудниците, каде што се 1000 на број во рек Битола. ТЕЦ Осломи истата приказна, таму имаме околу 700 вработени во рудниците, кои што се во нефункционални. Имаме изградба на фотонапонски панели за производство на електрична енергија од сонце и ако ги земеме и непотребните кадровски вработувања во изминативе 4 години во администрацијата на оваа компанија, некоја бројка околу 300 вработени, можеме да дојдеме до заклучок дека за наредниот период може да се очекува и 2000 души да одат на принуден. Кој е виновен за превработеноста во енергетските компании? Па виновна е власта, затоа што... Но која власт? Па моменталната. Дали сметате дека во моментов само се правеле тие вработувања или претходно сите влади наназад во континуитет го правеа тоа вработување на партиски кадри токму во енергетските компании, сега се наоѓаме во оваа ситуација? Сакате да го разграничиме периодот од 2017 кога е СДСМ на власт. Не сакам да знам дали чувствувате одговорност и вие и периодот претходно кога ВМРО беше на власт. За да дојдеме до констатација дека се случува истата постапка на партиски вработувања, треба пред да видиме што се случувало, како работеле капацитетите кога сме биле ние на власт и како работат сега кога се они на власт. Кога бевме ние на власт, имавме планирано производство на електрична енергија, а додека сега ние... Не чувствувате ли како партија бе вие одговорност за превработеноста за која што зборувате во... Тоа ми беше поентата, затоа што додека бевме ние на власт, нашите производствени капацитети работеа и го остваруваа планираното производство. Сите вработувања што се случиле во тоа време биле како нужна потреба, затоа што имаме и дел од вработените што идат во пензија. Мора да се обезбеди нивна замена, мора да се обезбеди млади нови стручни кадри да се обучуваат, меѓутоа ние вработувавме стручни лица по потреба и сето тоа се докажува преку периодот во кој што ние владеевме, односно управувавме со овие општествени енергетски компании. Моментално овие стручни лица се тргнати на страна, донесени се на раководни позиции партиски луѓе и нивни млади нови кадри кои што немаат познавање од струката и затоа сега имаме ние распад во системот на АДСМ и можеме да кажеме дека имаме дефинитивно превработување со нестручен кадар. Добро, дали чувствувате како влада одговорност за ова што го зборува господинот со оглед дека обвинува за партиски вработувања кои што се случуваат сега, но не и претходно, иако сведоци сме дека и во претходните години како новинари сме пишувале за истите ситуации кои што ги гледаме повторно. Прашањето дека практично сега системот се соочува со распад токму поради тоа што нестручни лица ги водат енергетските компании. Видете, јас не доаѓам од партија. Работам во Министерството за економија, таму сум започнал од 2006 година па навамо. Овде сум како советник на претседателот на владата за енергетика. Значи нема да навлезам во партиски соопштенија. Околу бројот на вработените, пред да дојдам во емисија, обезбедив точна бројка. Заклучно со 31.12.2016 година во АДСМ или тогаш ЕЛЕМ имало 4892 вработени.
заклучно со денес, има 4482 вработени. Значи, помалку 400 лица. Значи, дебатата дека се превработува или се ангажираат луѓе кои не се потребни, мислам дека ако ги погледнеме бројките не држат. Пред мене го имам производството на то производството добиено од АДСМ за период од 2005 до 2020 година и можам да ви кажам дека од 2010 година производството континуирано опаѓа. Производството во АДСМ континуирано опаѓа и тоа е пред се опаѓање на производство во термоелектраните, пред се од рек Битола и рек Осломе. Хидроелектраните работат дали зошто се случува тоа? Антовски вели поради нестручно раководење со енергетските компании. Епак, ако збориме за тој период, нели во 2011-12 не била оваа влада на власт, пред се треба да имаме во предвид дека системот, енергетскиот систем или системот за производство на електрична енергија е премногу стар. Мислам дека можевме да бидеме сведоци, може тоа да се најде на интернет. Последните електрани се гради рек Осломе 78, Тец Неготино 80, последниот брок од рек Битола 88, значи повеќе од 40 години. Тие објекти колку и да ги одржувате, се соочуваме со секојдневни проблеми на неквалитетен јаглен. Мора да правиме разлика за рудниците кога се отварала рек Битола, со каков квалитет на јаглен располагале, каков е квалитетот сега. Последниот рударски проект во рек Битола од 2011 година предвидува затварање на рудникот во 2021 година. Значи сега сме 2021. Било предвидено да се затвори рудникот. Сегашните количини на јаглен и квалитетот кој доаѓа, можеме да видиме дека во тој рударски проект предвидените количини калорични вредности на јагленот се движеле меѓу 1600 и 1800 килокалории, а денес на лице место имаме меѓу 1000 и 1200. Значи тоа се главни причини зашто еве сега блоковите не може да работат согласно нивниот инсталиран капацитет, наместо по 200 мегавати тие работат по 130-150. Значи полека доаѓаме до експлоатирање на резервите на јаглен во рек Битола. Антовски, еве и бројките, вели Андонов, дека покажуваат помала вработеност во однос на периодот кога ВМРО ДПМН беше на власт, но од друга страна и старите енергетски капацитети. Ако дојдеме во разговор со стручни лица, кои што целиот свој живот го поминале во работа во рудниците, ќе ви кажат директно, отворено, дека нивното време пред 7-8 години ископ на јаглен се вршел за уште од почетокот на пролетта, летото, да обезбедите доволни залихи за зимото што доаѓа. Рудниците имаат јаглен не за подолг период и тој јаглен со правилен ископ можеше да биде навреме сместен во депонијата на рек Битола и да имавме едно континуирано производство на електрична енергија. Тоа не се случи. Имам информации дека во рудникот на рек Битола се вршени нестручни ископувања, поради што е дојдено до нарушување на техничката мапа на ископ на јагленот. Со нарушување на техничката мапа при поголеми породни дождови, ние имавме, сведоци сме на постојано потопување на главната механизација за ископ на јаглен. Тие беа тешки моменти, каде што требаше време да се санира сето тоа и имавме застој во ископот. Сега, која е политиката на владата? Зашто намерно не се вршело ископ? Не би сакал да навлегувам у некои политички конверзации сега, пошто главниот и одговорен уредник за политиката на АДСМ, генералниот директор, во време на изборната кампања, поише време целата своја енергија ја трошеше на изборниот штаб во Битола. Добро, да се држиме сега до... Да, меѓутоа, вие кога сте прв одговорен човек и кога имате више знаци на појава на енергетска криза, тропа на вратата, мислам треба да имаме на општествена одговорност и да се посветиме
на задачите што ни се доделени како од партијата, СДСМ моментот, така и да оправдаме довербата на граѓаните што ни ја дале на избори. Сето тоа не се случи, имавме еден континуитет на нестручно, непланско работење со нашиот најголем енергетски комбинат. Добро, еве да слушнеме дали неплански се работеше јаглен во РЕК Битола. Согласно моите информации, непланското работење било во претходниот период. И јас се согласувам дека не е лошо да организирате некоја дебата на кој ќе повикате поранешни и сегашни раководители на најголемиот рударски комбинат за сите да слушнеме што се случува во РЕК Битола, пошто РЕК Битола е постојана тема на партиски соопштенија и од едната и од другата страна во изминатите 10 години. Така да мислам дека секако имате отворена покана доколку сака да дојдат сите моите кои информации раководни кажуваат може дека во да минатото не се копало плански, дека како што кажа господинот Антовски, случајот со поплавата, зошто се случил, мислам дека тоа беше кажано и од директорот за производство во една од емисиите на кој беше гостин. Претходната опрема што треба да биде преместена на друг коп, не била навреме преместена. АДСМ, имајќи ги во предвид потребите од електрична енергија, донела одлука дека може треба да се премести и да се работи паралелно, имајќи во предвид дека може да се случи ризик на поплава. Го превземала тој ризик, во спротивно требаше РЕК Битола да не работи поради ненавремено преместување на опремата. Го превземаа тој ризик, им се случи поплава, нешто што е несекојдневно и знаеме, таму гледавме слики што се случуваше на рудникот Битола, луѓе одеа со чизми, не можеа да работат, да си ги извршуваат секојдневните обврски. Меѓутоа можам да кажам дека сега состојбата во РЕК Битола е стабилизирана, двата блока работат стабилно, имаме доволно јаглена депонија, некаде 160 до 180 илјади тони. Ова што го кажавме за јагленото... Имаме ли струја зимава или ќе се соочиме со рестрикции? Се надевам дека нема да дојдеме до рестрикции. Рестрикциите е нешто што не го посакува никој, ниту се мислам дека и опозицијата не посакува да имаме рестрикции, ниту компаниите, ниту ние како еве влада. Видовме дека во Косово вчера објавија дека ќе има рестрикции по 2 часа дневно. Со постојната состојба, како што напоменав дека во РЕК Битола е стабилизирана состојбата со двата блока, континуиран ископ на јаглен. Во Осломи започна со испорака јагленот од Косово. Се очекува во наредните 2-3 дена и Осломи повторно да биде на мрежа. ТЕЦ Неготино веќе стабилно работи со еден блок со 90 мегавати. Очекуваме на почеток на јануари да се вклучи и вториот блок, бидејќи треба да се поминат неколку процедури, имајќи во предвид дека оваа електрана не работела од 2009 година. Во наредниот период гледаме по временските прогнози дека времето ќе биде влажно, ќе има дождови, се надеваме дека со тоа ќе се подобри. Има да не спаси, ама ќе придонесе за одржување на стабилноста на системот, бидејќи хидроелектраните пред се користат за најдобри се за пеглање на системот и за системски услуги, така да ќе биде зимата предизвикувачки, доврзам на кратко. Дека се стабилизира. Точно е дека ние како партиски гости можеме да се препокуваме кој е управо, кој работел добро или не. Меѓутоа факт е дека во владењето на ВМРО ДПМН ваква состојба и денови каде што сме имале нуло производство на електрична енергија, немало во тоа време, а сега сме сведоци дека има, сведоци сме дека нема јаглен и сведоци сме дека бараме помош од надвор со увоз на јаглен. Во однос на акумулациите. Акумулациите, за жал, беа во добра кондиција и се случи летото да имаме продажба на електрична енергија од хидроцентралите во период кога цената на електрична енергија на берзата е многу ефтина, да речеме околу 60 евра за мегават час. Ако ние се менаџираме според книга, да идеме by the book, многу едноставно. Си ги чуваме акумулациите во текот на годината, ги полниме, за да бидеме спремни за работа во зимскиот период. Најкритичен е зимскиот период, имаме најголема потрошувачка на електрична енергија и имајќи го предвид дека станува збор за енергетски капацитети од јаглен кои што се од поодамна изградени, имајќи го предвид во тоа, ние бевме должни
да не ги црпиме акумулациите летно време, да не се фалиме дека продаваме струја на берзи по 60 мегават часови, за сега да немаме производство акумулациите и да купуваме електрична енергија по 350 евра за мегават час. Ова е недозволиво, искрено да разговараме, затоа што се нарушува не само стабилноста на електроенергетскиот систем, големи последици за кратко време доаѓаат и во стопанството, и во економијата и се случува економска криза, која што претходно Зошто, беше... да видиме зашто се испразнија акумулациите, дали тоа беше повторно нестручно менаџирање на хидросистемот? Не би се согласил целосно. Дали имале непланирано производство од хидроелектраните во текот на летниот период, мислам дека имало. Меѓутоа треба да видиме и временските прилики. Како што кажав, овде имам табела производството на електрична енергија во последните 15 години. Можам да забележам дека ако претходно производството се движело некаде 1200, 1300, 1400 гигават часови, во последните 2 години 870. Значи 500-600 гигават часови производство помалку од претходните години, што значи не се злоупотребувале. Во текот на ова лето имаше објави од страна на МЕПСО дека поради неноминирање на дел од електричната енергија, дел од снабдувачите искористија дел од резервите, веројатно мислите на тој момент. Тоа беше комуницирано со јавноста, беа покренати процедури против таквите снабдувачи, така да мислам дека тоа е сплет на околности пред се се можи. Известување од АДСМ дека продавале вишоци и се фалија дека оствариле лето. Да, оствариле профит. Значи, од тогаш почна целото уништување на нашите акумулации. После тоа следеше стварно лоша хидрометеоролошка година и акумулациите, хидроцентралите од тогаш не видоа бел ден. Сега во изминатиот период од 3-4 месеци имавме хавари во рек Битола. Мораше да се повлекува електрична енергија од надворешните преносни системи, што у јавноста искочи како крадење на некој начин. И секое мало надополнување на акумулациите веднаш се искористуваше за било која количина на електрична енергија да може да се произведе, пошто ние стварно имавме така наречена нула производство на електрична енергија. Бевме во еден хаос, дојде енергетската криза и кај нас од надвор, меѓутоа ние како држава со сопствени капацитети од 1700 мегавати не бевме во состојба да одговориме за производство на електрична енергија. Имавме денови кај што имавме нула производство на електрична енергија. Тоа е за една држава е недозволиво. Не сме имале такви денови. Па нели имавме хаварија во блок 3, каде што изби пожар во изолаторот на трансформаторот. Така. Тоа беше обид блок 3 да се вклучи за да помогнеме на домашната економија, да ја понудиме таа електрична енергија. Ако може да ти соопштам, да понудиме таа електрична енергија на стопанството, за да не купуваат под намерите се, јас разбирам дека се добронамерен. Меѓутоа не знам дали сте запознаени со податокот. Постои документ, ја го имав документот у рука. Го прочитав дека изолаторот бил стар, така. 2 недели пред да се случи хаваријата, извршена е техничка контрола на трафостаницата. Во самиот документ, доставен до раководството на АД11, пишува дека состојбата е таква да може да се приклучи на погон, меѓутоа постои опасност од пробив на изолаторот за висок при појава на висок напор. Еве добро имало предупредување и повторно се враќаме на се тоа случи како хаваријата. Се случи хаваријата. Добро, да слушнеме одговор. Се случи хаваријата и дојде до пожар. Антовски, разбравме поентата, да слушнеме, еве. Кажавме нели дека токму поради тој владата го задолжи АДСМ да направи реорганизација на работните места и на менаџментот со цел подобрување на состојбата и тоа се случи, беа сменети раководителите во рек Битол и во рек Осламе, се изменува нови директори, како што можеме да видиме дека имаме али штетата е направена. Јас се надевам дека
Имаме таму најави добри дека се најдени делови, дека трансформаторот се санира, очекуваме во јануари да се вклучи третиот блок од Рек Битола. Чувствувате ли вака одговорност се за склучи тоа што нема сериозни инвестиции во енергетиката? И првин со вас, Андонов, а потоа истото прашање и за вас, Антовски, но зборувам за сериозни инвестиции во овој сектор. Треба да чувствуваат сите што учествувале во водењето на државата и на енергетскиот сектор во изминатите 30 години. Бидејќи сведоци сме дека не е изграден ниту еден сериозен објект. Ние сега преку партиски соопштенија се обвинуваат дека изградиле Света Петка, Козјак, ветерниците, меѓутоа тие придонесуваат со некои 3 до 5% од целото производство. Да, затоа реков сериозен капацитет. Значи сериозен капацитет е Рек Битола. И во 30 години не е најдено некое решение, не се направени напори да се испроектира. Значи во моментот немаме проект за сериозен енергетски проект. Немаме проект. Дополнително, еве ја гледаме стратегијата во 2010 која била донесена, биле предвидувани нови термоелектрани на јаглен, термоелектрани на газ, големи хидроцентрали, ништо од тоа не е реализирано. Сега дури е проблематично да градите нова термоелектрана на јаглен. Тоа е невозможно. После договорот, Парискиот договор, ниедна банка во светот, овде мислам на најголемите финансиски институции, над 200, се имаат откажано од финансирање на термоелектрани на јаглен. Тоа е едното. Доскоро сите збореа и инвеститори и во јавност, како сме оделе по конференција, дека единствен кој може да ви изгради се кинеските компании. Од септември кинескиот претседател објави дека придонесот на Кина кон исполнување на зелениот договор ќе биде дека кинеските банки и компании нема ниту да финансираат, ниту да градат термоелектрани на јаглен. Што значи дека денес е невозможно да се гради таква електрана. Токму поради тоа, во 2019 оваа влада донесе нова стратегија за развој на енергетиката, комплетно во согласност со зелениот договор на Европската унија. Да, ќе разговараме ви за енергетските стратегии, Антовски. Во периодот Чувствувате ли одговорност за тоа што нема сериозни Точно е дека се нема изградено еден покрупен енергетски капацитет за производство на електрична енергија. Имаше обиди за изградба на хидроцентрала Чеврени Галиште, беа неуспешни. Сега да не навлегуваме во деталите зашто беа тие неуспешни, меѓутоа таа приказна се уште трае. Се надеваме дека ќе биде реализирана, меѓутоа многу е важно и под кои услови ќе биде реализирана. Зошто не успеваме да ги реализираме? Тие постојат на хартија, постојано ги зборуваме, ги има во сите партиски програми, во сите стратегии и на крајот се следуваме да не можеме да реализираме ниту еден сериозен Со текот на годините водните потенцијали се намалуваат континуирано. И вие ако имате више изработено некој проект и тој проект не може да се реализира од денес утре. Денес утре, зима години. Како поминуваат годините, така доаѓа до намалување на водниот потенцијал. Прво беше Чебрени Галиште. Да, но секогаш постојат на хартија била не случајно на партиските програми за да биде финансиско исплатливо и за инвеститорот. Да, ние како држава тука може да согласиме дека без разлика кој е на власт, ние сакаме да го изградиме тој капацитет. Имаме проблем стварно, капацитетот е многу скап, 600-700 милиони евра, што за нас е голем финансиски залог. Толку многу пари се фрлија на толку непродуктивни трошоци како што е Скопје 2014 и многу други. Да не можеме да изградиме еден Скопје 2014 јас го гледам од еден друг аспект. Да бев составен дел од Комисијата за култура, туризам, јас ке го гледав од друг аспект. Јас Скопје 2014 го гледам од аспект на енергетска ефикасност. Сите згради што се изградени се енергетски ефикасни згради, каде што имаме заштита на електрична енергија, нови објекти кои што се функционални и се во наша собственост. Не би навлегол во политиката у кој стил се градени стиропор. Сите сме свесни, секојдневно често злоупотреба на зборот стиропор.
Основен материјал за постигнување на енергетска ефикасност на објектот е Поентата ми токму беше дека стиропорот 600-700 покриен со милиони кои што биле фасада. потребни не е дека сме ги немале, туку прашање е на што сме ги трошеле и какви политики се правеле. Сега точно, меѓутоа сакам да кажам дека ние не само во инвестиција во нови објекти, згради кои што ќе бидат користени од нашите администрации, кои што се енергетски ефикасни. Да, све е скапо, нема ефтино ништо денес. Овој проект да се градеше сега ќе беше пута два, затоа што сите репроматеријали се поскапени. Сега имаме позголемување на цените на сите набавни материјали. Меѓутоа, од моја гледна точка, мене ме засега гасификацијата. Да, ќе зборуваме за тоа малку започнавме тој процес во делот на гасификацијата. со забрзано темпо. Ќе ве прикратам тука, кога зборуваме за гасификацијата, се задржиме сега на тоа што зборуваме. Тука ќе го побарам разговорот со универзитетскиот професор Горан Рафаеловски, а потоа ќе продолжиме со дебатата. Овие се адхок мерки и тие сите не треба да бидеме големи специјалисти и да се разбираме многу од енергетска политика и од енергетика и од менеджмент, за да видиме дека ова се само мерки адхок и можеби мерки во очај. И сите тие мерки и постапки кои што ние ги правиме како луѓе, како менеджери во очај, се многу лоши. Оваа состојба во ЕЛЕМ резултат, да кажеме, можеби не на генерална криза, која што во последниве месеци се појави на пазарите на електрична енергија во Европа, каде што скокна цените до над 400 евра, 500 евра и така натака по 1 мегават час. И кога се јавуваат такви турбуленции на пазарот, нормално најпогодени се тие што ја произведуваат таа роба, во случајов електричната енергија. И сега, како се доведовме во оваа ситуација, зошто ЕЛЕМ нема доволно капацитети или нема доволно резерви или да кажеме алтернативни решенија, туку сега мора да се оди со кастрење на трошоците и тоа по грбот, да кажеме, на најсиромашните, што е, ќе има многу лош социјален ефект. Според мене, мислам дека главната причина е мисменеджментот во овој сектор во последните 10-15 години, каде што луѓето кои што беа на високи раководни функции, дали од политички причини, дали од незнаење, не успеа да го стабилизираат ЕЛЕМ и да го направат одржлив. Според вас, сега во оваа ситуација, кој би било можеме да кажем решение, ако може да се каже, за да се извлече ЕЛЕМ од оваа ситуација, или сега во декември, во кога и акумулациите се празни и кога приливот се знае дека сега не се полнат, значи акумулациите веќе ништо не може да се направи, или сепак постои нешто што може да се направи за да се спаси целата работа? Многу е тешко сега, видите. Сега се работи како од оваа криза ЕЛЕМ, а не само ЕЛЕМ, туку целата држава, нашата република, значи Северна Македонија, да излезе со помалку загуби или со помалку последици. И една од мерките што ги превзема, краткорочни, тие ќе доведат до некое штедење, меѓутоа во суштина видите 1, 2, 3 или 10 милиони евра за ЕЛЕМ и за буџетот на државата не се голема сума и покрај тоа што се работи за една, значи, слаба економија која што ние имаме, и ми се чини дека кастрењето не мора да оди само по грбот на вработените и сиромашните во ЕЛЕМ, туку може да се отпочне и во министерствата и со кастрењето на трошоците на многу политичари кои што правеа безмилосни или без политики и во надворешна и во внатрешна и во економска смисла, и кои што потроши огромни пари. И можеби тука исто може добро да се скратат средствата и на тој начин државата од буџетот инцидентно да инјектира доволно средства за увоз на електрична енергија, кој што е во овие моменти се разбира многу скапа, меѓутоа можат да делуваат на
така наречениот долгорочен пазар и да се обидат да најдат директни производители на електрична енергија кои што ќе им понудат и некоја пониска цена и на тој начин да земат некој пакет кој што на слободниот пазар кој што ќе биде помало од она што го имаме денеска инцидентно на берзите или на оној што го викаме ние баланс маркет или ден однапред маркет кај што се цените многу скапи. Така да имаат и други методи, не мора одма да се оди со тоа, туку можат да видат од компаниите, од трговците, од, да кажеме, пријатели или некои консултанти кои што во минатото работеле на грбот на Елем и заработиле милионски суми и кои што во минатиот период, дали со копање, дали со други бизнис делки, го затемелиле својот капацитет како приватни компании или приватни личности и сега тие личности би можеле да искористат нивната социјална одговорност и да пробаат да помогнат со, да кажеме, некои други вакви елементи при набавка на електричната енергија. А како да се излечува се планови сега ова да се надмине кризата, а како според вас би излегла од оваа криза да се извлече самата компанија? Мислам, зборувам за тука за планирањето ли треба да се промени начинот на менаџирање? Рековте тоа е се последните 10-15 години. Што е тоа толку погрешно правено во 10-15 години? Видите, сега кратко вака од еден аспект, ниту јас, ниту вие можеме да дадеме една издржлива оценка. Меѓутоа ми се чини дека врската која што ја имаше таа компанија, како и другите овие што се компании директно под институциите на државата, со политиката и логично ако е политиката лошо спроведена или политичарите ја спроведуваат својата политика лошо, тоа има, да кажеме, и своји реперкусии на менеджментот во тие компании и место да тие одат во една насока која што ќе обезбеди развој и пазарно ориентирани, тие идат во една насока да ги задоволуваат пред се некои интерни политички интереси, можеме да кажеме слободно, да се збогатат 1, 2, 3 луѓе кои што можеби во иднина би ја финансирале одредена политичка структура и партија и тој е метод на владење или метод на однесување со економијата беше и се покажува сега дека е неисправен и тотално погрешен. И сега дали позадината е лошата политика или лошите политики, или пак е позадината карактерот на луѓето кои што ги спроведуваат тие политики, нели сега не можеме ниту јас ниту вие вака да кажеме, меѓутоа ќе бидат неопходни темелни реформи и на неколку насоки. Кога веќе ме прашате што мислам јас, дека видите се од оваа криза ние треба да нешто научиме. Секоја криза нуди нови можности. И сега, ако ние не сакаме да ја видиме кризата, не сакаме да слушнеме, не сакаме да научиме, ќе биде уште полошо, тоа ќе биде уште поголема криза. Но ако научиме од оваа криза, ние можеме да излеземе утре заутре како победници. Во таа смисла, одговорот на вашето прашање што би требало да се направи, мислам дека треба да ја прескокнеме оградата, да го смениме начинот на размислување и пристапот кон, да кажеме, рек битола, кон енергетските капацитети и да видиме како тоа во Европа или во нашето балканско обкружување модерните енергетски компании го решаваат. Тоа е едната димензија и втората димензија, знаете, ние сме многу кршливо општество и на многу нивоа се покажува лош мисменеджмент, не само во надворешна политика, каде што правиме со соседите, да кажеме, спорови и непријатели. Во економијата исто така, во дисбалансот на увоз и извоз. И така, значи, не е само електрицитетот или електричната енергија проблем. И кога ние тој менталитет на однесување ќе го промениме, во смисла дека не треба сега која како политичка структура се промени, да јас се заклучам на рек Битола и да копам таму со својот багер. И на тој начин за неколку месеци да станам супер богат и така да си го осигурам животот. Меѓутоа, кога ќе погледнам лево и десно,
ќе гледам дека имаме една разрушена економија и сиромашни луѓе. Значи, тоа е она што како втор аспект треба да го промениме и од оваа криза да научиме. Да, назад сме во студиото. Андонов Антовски гости во вечерашната топ тема. Андонов, она што се очекува е цената на струјата. Дел од владините представници излега со став дека цената на струјата во следните, односно од следната година, нема да биде зголемена за повеќе од 10%. Како што знаете, цената на крај утврдува регулаторната комисија за енергетика. Владата како собственик на АДСМ ја утврди цената по која АДСМ ќе му ја продава електричната енергија на Евана Хом како универзален снабдувач, и таа беше јавно објавена 41 евро и е во споредба со претходната цена зголемувањето 13%. Од регулаторната објавија дека барање до регулаторната зголемување доставила државната компанија МЕПСО и електродистрибуција, бидејќи регулаторна ги регулира тарифите за пренос и за дистрибуција. Тие детали ги знаеме, мене прашањето ми е... Целта ми беше да кажам дека најголемиот товар на носењето на одлука ќе го има регулаторната комисија, тоа е нивна одговорност и во оваа ситуација нивен товар. Објавија со какви бројки настапија компаниите, се надевам дека во наредната недела регулаторната ќе донесе одлука која нема премногу да го оптерети буџетот на граѓаните, дека нема да дојде до такви зголемувања кои што беа најавувани од некои така наречени експерти во минатиот период, кои направија паника кај граѓаните, бидејќи лицитира со бројки по 50%, 30%, 40%, се надевам дека нема да дојде до такво зголемување. Спомнавте дека представници на владата веќе најавиле нека зголемување, тоа беше министерот за економија, кој самиот кажа дека правел своји анализи и дека очекува тоа да биде под 10%, меѓутоа јас пак ќе кажам дека конечниот збор ќе го има регулаторната комисија, јас не би сакал во оваа емисија да лицитирам со бројки. Вашите проценки одеа многу повисоко од она што го кажа министерот за економија. Проценките се искажани на реална основа во однос на побарувањата од сите учинители кои што учествуваат во креирањето на цената. Имаме 86% зголемено побарување од дистрибуција. Имаме 100% зголем од 100% беше од дистрибуција, 86% беше од МЕПСО. Тие се реални побарувања од компаниите затоа што стварно имаат огромни загуби. Овие министерот рече во неколку наврати дека граѓаните да бидат спокојни, дека нема да има повеќе од 10% зголемување. Според мене, 10% зголемување не е реално. Меѓутоа, владата има алатки и ќе може да ги искористи. Едната алатка ја гледаме више и трае со прогласување на енергетската кризна состојба. Прво беше 1 месец, па се продолжи од 6 месеци. За тој период од 65 првиот месец беа префрлени 65 милиони евра на АДСМ. Прашањето ми беше во смисла дали тие проценки кои што вие ги изборувавте, односно не вие, туку вашата матична партија, беа повеќе за ширење паника, како што посочи и Андонов кај граѓаните за зголемување на цената од 30, не се 40 работи па и 50%. за ширење на паника. Станува збор за експерти што ја познаваат темата, работат секојдневно, ги анализираат состојбите, ги гледаме загубите и секојдневните непријатности што се случуваат со нашиот електроенергетски систем. Тие проценки се реални. Дали ќе се донесат или ќе биде стварно 10%, останува на крај да пресече регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Добро, но голема е разликата од 50 до 10%, како тогаш би... Затоа ја продолжив темата во насока на 65 милиони префрлени од влада на АДСМ за покривање на загубите. Тие 65 милиони скоро се сите потрошени за период од 1 месец, затоа што имаме и претходно влечење на струја од преносниот систем и во ноември имаме покрај тоа и купување
на електрична енергија од слободен пазар, затоа што АДСМ не е во можност поради хавариите и дефектите, немање јаглен и хидропотенцијал да си ги оствари своите законски обврски според потпишаните договори со ЕВНХ. Добро. Се сеќавате дека требаше да имаме второ зголемување на цената на електричната енергија, првичното беше 7,4%. Потоа дојде помина годината. Добро, ги знаеме са тие деталите. Алатката, затоа реков, можно е да биде само 10%, затоа што владата има сопствени алатки. Една од таа алатка беше да се намали данокот на додадена вредност на 5%, а следната година, еве јуни, ќе дојде 10%. Таа едната алатка што искористија. Другата алатка беше што цената што ја понуди АДСМ од 36,1 евро за мегават час е многу пониска од цената за сопствено производство на електрична енергија. Директно влегуваат во производство на загуби. Имаат алатки. Се купува социјален мир, постојано се наоѓаме во некои периоди предизборни. Вие смятате дека треба да поскапи цената на струјата? Поскапувањето на цената на струјата е неминовно. Таква е моменталната состојба. Не успеавме со сопствените производни капацитети да го спречиме овој надворешен удар. Да, ние сме 30%-35% увозна зависна држава, меѓутоа ние требаше да постојано да имаме производство со капацитетите кои што и до тогаш беа користени, а со дополнително вклучување на ТЕЦ Неготино како сега што е и со ТЕЦ Осломи, ние можевме да постигнеме многу поголем процент на производство. Сакам уште една тема, тоа беше државниот ревизорски извештај кој што беше објавен со однесува на малите хидроцентрали. Практично во него беше посочено дека повластените тарифи во периодот од 2012 до 2021 година, кога добиваат 41 милиони евра повеќе од производната цена на струјата, учествуваат само со 4% во вкупното производство, не го оправдува нивното постоење. Благодарам на прашањето. Имав прилика во овие 2-3 дена од како беше објавен извештајот на веб страната на Државниот завод за ревизија, внимателно да го прочитам и можам да кажам дека не би се согласил со голем дел од содржината во извештајот, посебно делот што се однесува на финансиските импликации. Мислам дека не се премесени најдобро и не знам дали имале за цел за да направат некоја антикампања против малите хидроцентрали, имајќи во предвид дека тоа се случува во изминатите неколку години. На неколку места во извештајот се потенцира дека се малите хидроцентрали 4% од вкупното производство, се споменуваат сумите од 41 милион, меѓутоа мора да знаат граѓаните дека таа цена од 44 евра која е земена во извештајот на државниот ревизор е нивна претпоставка врз основа на движењето на цената на Хупекс. Мора да бидеме до крај искрени и да кажеме дека цената на енергија купена на Хупекс не е крајната цена во Македонија. За да донесете таа енергија во Македонија, треба да платите кроз бордери. Добро, сепак тие повластени Не, само ќе ве замолам да се докажам, бидејќи бројките се извадени од контекст. Регулаторната комисија за енергетика секоја година објавува извештај за своето работење. Во тој извештај се вклучени цените остварени на пазарите на големо и на мало во изминатите години. Ако ги погледнеме тие извештаи, тие се јавно објавени, цените се 59-60, Добро, што значи ако е така, се намалува. Добро, колку се овие 41 милион, колку ќе станат? Ќе се намалат за дупло. Што значи, заработиле 20 милиони? Не, дозволете ми да објаснам. Мислам овде треба. Немаме толку време за да објасните, да морате конкретно да ми кажете значи, за колку ќе се намалат. Не е точен процентот од 4% изваден од контекст. Малите хидроцентрали кога се воведувале повластените тарифи во 2007 година, имале за цел да го зголемат производството од обновливи извори во согласност со директивите за обновливи извори на енергија. Кажете ми, ако не е 4, колку е? Сега ќе ви кажам. Ако го гледаме производството на сите хидроелектрани во 2020 година, бројката е 965 гигават часот. Процентот кажете ми го, нема време за толку да анализирате. Производството на малите хидроцентрали 195 гигават часот. Процентот кажете ми. Зголемување за 20% во однос на постојното производство од хидроелектрани.
зголемување за 20%. Колку учествуваат во вкупното производство, ве прашувам, Ви малите? кажувам, целта на Со малите повластени. хидроцентрали за повластени е да го зголеми процентот Колкав е на обновливи. процентот? И треба да споредуваме обновливи Добро, со ќе обновливи. констатирам дека За сакате да го 20% е избегнете зголем. одговорот. Не го избегнувам, ви кажувам. Па кажувате дека не е точен извештајот, а не сакате да ми За кажете процент. 20% се зголемиле производството од обновливи извори на енергија само со малите хидроцентрали. За Ве 20. прашувам конкретно, ако овој процент е 4, напишат во извештајот, вие Добро. сте го анализирале, Да, колку е, бидејќи велите дека е неточен? не е неточен. Значи, споредувано е производство на мали хидроцентрали со вкупно производство на целата електрична енергија, вклучувајќи го овде и тето. Јас ви кажувам, целта е да се зголеми, што е интересот, да се зголеми производството на обновливи извори. И споредуваме обновливи со обновливи. Во 2006, ако сме имале обновливи само големи хидроелектрани, воведуваме мерки за тоа производство да се само зголеми. конкретно Сега ве го прашувам за анализираме. тие кои што Некој добиваат намерно не сакал, некој намерно не сакал да го представи тоа во извештајот, да каже дека постојното производство се зголемило за 20%. Сите обновливи извори изградени го зголемиле постојното за 40%. Тоа значи дека мерките дале резултат. Никој не кажува во воведот на соопштението дека тие концесионери платиле 16,6 милиони евра еднократен надомест. Да, но Дека тука платиле има годишен Антонов и многу други 1,2 забелешки милиони кои што евра. немаме време да ги прочитам, не се правела оценка за влијание на животна средина. Се правела за секој проект. терен, па не пишува така во извештајот, поради непристапен терен на воредните инспектори оделе со возила на субјектот кој што е инспектиран, што значи дека не може ниту да се направи соодветна контрола и да се утврдат неправилности, бидејќи инспекторите Малите одат на хидроцентрали се договорени изградени во непристапни контроли. на непристапни места, да. Да, и одат се прави инспекторите непристапни во патишта, договорени тоа се не- контроли со возило на инспектираниот субјект и не може да се направи Затоа не можам да правилна коментирам дали е точно или контрола. не. Има многу за забелешки во бројките. ревизорскиот, но и бројките. Тие се делумно точни, Еве, да. делумно неточни. Малите хидроцентрали Претпоставам дека и вие ќе ги браните. не сум јас тука да ги бранам. Јас гледам позитивно на изградба на било каква енергетска постројка која што произведува електрична енергија. Тоа нас не е струка, не. Од друга страна, ако разговарате со екологист, он ќе има сосема спротивно гледиште. Затоа постојат директиви, закони, обврски кои што морат да се следат од почеток до крај за да се постигне еден баланс овозможување на производство на електрична енергија со искористување на водните услуги и истовремено заштита на животната средина. Сега државниот инспекторат нашол во извештајот напишал низа забелешки. Неправилно доделување на концесии и неправилна работа на комисиите за тендерски Но и постапки. сумите од Еве сега 41 милион он не ги оправдуваат. спомнува дека никогаш не се извршени студии за концесиски проекти. Дека никогаш не е извршен не се изработени документации за како тоа ќе се рефлектира на животната средина. Тоа е обврска според законската обврска на комисијата. Вие сте член на една таа комисија, така? Не една, да. Да. Исто така, голем број од тие тендерски постапки немаме не се изработени Да, да. физибилити студии и нема конечна одлука за нејзина реализација, а сепак е реализирана. Исто така не се прави увид на терен доколку вас Да, ви е тоа го доделен кажував изградба сега, да. на објект и вие не идете на терен. Може ли не само се да- важни причините дали Да има пристап или не. Значи се Меѓутоа важно согласувате, е јас се согласувам со тој дел извештајот, но меѓутоа треба да кажеме дека извештајот анализира сите подпишани договори и постапки од 2007 до 2015. Да, точно е, кажав Значи од јас, овие се 2007 до за 2015. А добро, Кога вие збориме за како ќе се постапките. браните сега пред јавното обвинителство? Еве, член сте на комисија, вие на некој начин директно сте нападнати. Јас во таа дека- комисија кај што сум бил член, има и физибилити студија направено и е запазена комплетната законска процедура. За сите Во таа кај што сум бил тендерски член. процедури, постапки? Да. Па тоа е добро за вас. Да. Вие сте Затоа сум по овде нели правило да и ги објасниме прописи. работите. Пошто има повише комисии. Има многу е интересно. Во самиот извештај е наведено дека тие правеле ревизија од 2007 и до 2012 и ако се погледне тој контекст и овој сосема различни извештаи,
во таа ревизија од 2007 до 2012 за тој период збориме, тие самите укажуваат дека треба да се забрзаат процедурите за побрза изградба на малите хидроцентрали, бидејќи позитивно придонесуваат за зголемување на процентот на обновливи извори енергија. Значи тоа е истиот извештај од ревизија од 2007 до 2012, а сега има друг со друг контекст. Да, ама они Истиот државен завод за даваат ревизија. препорака дека е позитивно, меѓутоа истовремено ги искажуваат негативностите што се извршени за цело време на овие тендерски постапки. Имаат право да дадат позитивно мислење, меѓутоа они се и должни да видат дали се работи Треба да според укажат на законски обврски. недостатоците, така. Сега јавното Зошто обвинителство еве мислите дека е стапи на таков сцена. и извештајот, само кусајќи морам да... Јас коментирав во однос на бројките, бидејќи кога се прикажуваат бројки такви суми на пари, еве јавноста веднаш се реагира, нели што е нормално, седите дома и гледате се исплатиле 41 милион повеќе, а не е така. Не е направена Но добра не референца. кажувате ни вие колку се. Јас кажувам. Точно. Ако цената, еве, можеме да пресметаме. Ако цената они што ја наведуваат 81 евро, таа е точна. Они ако земале 91 милион и тоа е точно, меѓутоа референцата од 44 од цената на Хупекс не е точна. Таа е цена на Хупекс во Маđарска. Јас ја дадов последната бројка без да нашата регулаторна правиме комисија, тука ако некакви ги гледаме пресметки. 60, значи 81 меѓу 60, 20 евра по мегават час. Очекувано ми беше дека и двајцата ќе ги браните. Еве. Не ги браниме, Па коментираме бројки. јас мислам дека Да. не дадов таков одговор, дека ги бранам. Јас Не, да, а јас поддржувам. сум другиот, Согласен да. со контролата што е извршил Да, Државниот вие завод за зборувавте ревизија, во затоа делот што за контролата, мора но го законот да биде изоставивте овој запазен дел и кој што е мора да биде во поглед на како што сумите, треба. затоа ви благодарам на двајцата за вечерашното гостување во Топ Тема, ви благодарам за вниманието, останете понатаму со нашата програма.